И добар ден, драги наши! Како што знаете, сабота, ден предвиден за македонската музика, за музички филиграни. Заедно денес со мене Гордана и мојата техничка поддршка Никола, кој што се надевам дека ова емисија нема да проба да ме саботира со песните, како минатиот пат. На старта да си ги поздравам мојот спонзор салонот Мона, кој е уникатно дизајниран, професионален. Имате специјална селекција на производи и искусни мејкап артисти, експерти за фризура, маникир и педикир, пресотерапија, единствено во наша близина, и мадеротерапија, шеќерна епилација и депилација и јапонско исцртување на веги. Салонот се наоѓа на 50 метри од хотелот Кристал Палас, а резервации може да си направите на 077 64 00 54. И имате за сите вие што не пратите на Facebook и на социјалните мрежи, си имате линк за да погледнете дел од видеото, имате и бројче за контакт, али јас уште еднаш ќе ви го повторам 077 64 00 54. Значи денеска се дружиме заедно со вас да пробаме малку да ви внесеме радост во секојдневието, да пробаме да избавиме некоја насмевка на вашето лице, да се дружиме заедно со вас ако сте во вашите автомобили преку радиото Пела на 96,8 FM. Телефонски контакт каде што можете да не контактирате ако сакате да се уклучите директно во мојата емисија и да си порачате некоја песна да ви ја исполниме тука заедно со мојата денешна гостинка во живо. Може тоа да го направите на телефонскиот број 076 802 595. Значи слободно јавувајте се, немој да се срамите. И исто така денеска и ќе си ги читаме и пораките кои ни ги пишувате на Facebook. Би сакала на почеток да не заборавам понатак и да си ги поздравам од минатиот пат колегите Кире Мената и Владе Черкезо, зашто беа активни и не поздравуваја, праќаа поздрави на Facebook. Ви благодариме, да знаете дека ги читаме коментарите, дека пратиме и баш ни е драго што не следите. А сега, значи, после втора емисија и наговор на Никола дека веќе му е преку глава од мои колеги, само тука имам машки. Денеска, Никола, на твое задоволство, а на моје уште поголемо задоволство, е мојата, пред се не можам да кажам на прво место колешка, него би кажала дека ми е како другарка, како сестра. Прво ја гледам така, а после си ја гледам како колешка, тоа е Дани Даниела, со групата Тик-так од Битола. Добре ни дојде, Дани. Морам, драга моја колешка, да те поправам. Тик-так е од Прилеп. Јас сум од Битола, да не сватат погрешно слушателите. Фала на поканата пред се. Добар ден на сите слушатели и на сите гледачи на Facebook на Радио Пела. Ти благодарам. А знаеш како викаат кај нас во Прилеп, од кај е женското, оттаму си и ти, така да може и да си ја присваш групава за Битола. Добро, не би била првата што го коментира. Па, сите велат Тик-так, Дани Тик-так Битола. Дани Тик-так Битола, така некако си. Мада што сме имале многу често и помешување заедно со тебе и секогаш мене ми викале, а ти од Битола ли си или не знам ќе кажат, од Прилеп си, ти живееш тука во Прилеп, чак и од колеги наши. Што до пред некој време мислеа дека си ти од Прилеп и дека живееш во Прилеп. Така да, од каде и да сме, наши сме. Така, за почеток би сакала, Дани, и малце би ми било чудно искрено на сите да ви кажам, зашто јас ги знам сите одговори унапред, зашто ретко за нека работа да не знам, а да поставам прашање на кое што знам одговор. Имам последна мала рубрика за тебе, изненадувањето, али прво да се опуштиме. Се надевам нема да ме блокираш. Нема. На таа рубрика, верувајте, јас не ги знам одговорите, али како што кажав и од првата емисија, различно во нашава емисија е тоа што и гостите што ми се како гости можат и мене нешто да ме прашуваат, па за да те опуштам заедно ќе одговарам на прашањата со тебе да имаш време малку да размислиш. Ајде. Така, за почеток би те прашала за твоите почетоци, како почна со музиката? Па, моите почетоци. Активно почнав да се занимавам со музика од 2012 година. Тоа беше септември. Чак и датумот го памтам. Тоа ми беше активно, јас и претходно ми се случуваше, знати, многу сегашни колеги, тогаш не ми беа колеги. Па знаев, излезе на викендашки
Може јас една песна да испеам и некако сите ме имаја на тој начин. Абе има едно чупе шопеј, јас ке си зборам битолски, ви се извинувам на сите. Слободно, али кога се трудам да зборам литературно, обавезно ќе си направам некој лапсус, така да си зборам по моје. Малку литературно, али прилепското си го имаме. Че не можеш. Дојде до некоја си комуникација од збор на збор меѓу колеги дека постои некој чупе што сака да пее, што нонстоп по сите ресторани низ Битола ќе побара микрофон, ајде нешто да испеам, и на некој таков начин се слушнал муабети до Тик-так бендот, кој што тогаш броеше повеќе членови. И ајде да стапиме некако во контакт. Ме исконтактираја, се договоривме, ајде нешто ќе пробаме, ајде да видиме, сакаш да дојдеш, сакаш нешто да видиме како тоа сето ќе се вклопи, дали ќе можеме да најдеме некој заеднички јазик, па така бидна една свирка, бидна уште една. Се договоривме понатаму дека можеме да продолжиме, еве до ден денес јас сум дел од Тик-так бенд. Иако веќе некои членови не се со нас, останавме како моментално дуо, трио, се менуваме. Ама ми се чини дека останавме, да кажам, некако тие личности што најмногу ни се вклопија. Так. Идеите, мислите. Така, значи тоа се и твоите почетоци со групата Тик-так. Да. Колку време сте заедно со Тик-так? Па од 2012. Значи во самите почетоци се тие од сам старт, јас сум од почеток со Тик-так и можам да кажам дека баш тука и низ Прилепов, мене скоро па никој името не ми го знае, повеќе ме знаат како Тик-так. Так. Пеачката на Тик-так. Да. Јас морам да се правам дека малце некои работи не ги знам, за и малку повеќе да ви доближиме и до вас, да ја слушните цела приказна, зашто ја можам и да си прескокнам некое прашање зашто си го знам, па нешто да подзаборавиме. Кажи ми, дали некој дома од твоето семејство е со музика? Да се занимава професионално со музика, не. Не професионално, али за брат ти знам дека доста добро пее. Но дека сме сите музикални фамилијарно, да. чак и колена уназад, и баба ми покојна, чие име го носам, Данче. Ба сега еве и од страна на мајка ми, повеќе од двајцата братучеди веќе сега започнуваат да се занимаваат со музика, но претходно уназад колена, некој професионално не сме имале. Јас го направив првиот чекор во фамилијата. Првиот чекор повлече чекор, ајде па и за другите сега после мене подат. Да. И додека сме на самиве почетоци на разговорот, би сакала да те прашам дали се сеќаваш на првиот бакшиш, првата свирка и зашто ги потроши парите? Првиот бакшиш. Мислам бакшиш или пазар, се едно. Да, се сеќавам, секако дека се сеќавам. Во тоа време морам да кажам дека парите на вистина многу поќе вреде за разлика од сега. Бакшиш како бакшиш, јас повеќето луѓе што ме знаат, вака сум комуникативна и зборлеста, но сум во одредени области, сегменти сум поповлечена, посрамежлива, јас бакшиш некој да ми мафнеше, јас не се ни доближував до масата, затоа што тоа ми беше на вистина, не можам, срам ми е, не идам. А на што ги потрошив тие пари од таа моја прва свирка? На што може женско да потроши пари? На што може? Шминки, нешто, не знам, штикли или некој, може би некоја кошулче беше, не се сеќавам точно што купи. Так, али во секој случај се знае. Женско што може да купи, тоа е нормално. Чекавме малце, мислам јас барем си чекав малку подолго за да те викнам во емисија, затоа што се снимаше твојата песна нова и се чекаш да се сними видеозаписот. Ке имате прилика да видите сите вие што не пратите преку социјалните мрежи и сите вие слушатели на Радио Пела да уживате во песната на Дани. Предлагам сега да ја слушнеме, а потоа се враќаме во разговор малку повеќе за песната.
crni oči za mene bea presudni. Usni medni slatki vreli, otrovni. Večna ljubav beše naša zakletva, samo taga ostana, jer sum ti jedinstvena. Si dozvolim da pijam solzi, ti prosto ovak so vetri rozi se pokorim na tvoj telagi. Si dozvolim, ti dozvolim da budeš neizin, vo mojto srce bol kada vlezi, no nikogaš ne ti dozvolim da me ostaviš, da me ostaviš. To je srce što za mig se nadeva, sekoj čas što moli jedna tiha molitva, da se vratiš milo moje posakaj, pa neka ne sum tvoja ta jedna i jedinstvena. Ti prosto ovak so vetri rozi se pokorim na tvoj telagi. Si dozvolim, ti dozvolim da budeš neizin, vo mojto srce bol kada vlezi, no nikogaš ne ti dozvolim da me ostaviš, da me ostaviš. Драги наши, вие слушнавте најновата песна на мојата драга колешка Дани од Битола, која ми е денешна гостинка во мојата емисија. Да напоменеме дека таа е твоја трета песна авторска, а е твоја прва каде што ти успеа да го напишеш текстот, замеша прсти малци во скоро секоја една работа. Ме интересира малку повеќе за песната, да ги запознаеме нашите слушатели и гледачи. Како што кажа, ова е моја трета песна, но е прва каде што јас за прв пат се појавувам како автор, како текстописец на оваа песна. Што повеќе? Интересен склоп на околности, карантинскиот период ми придонесе, да кажам. Не можам да кажам дека не сум била вешта во тоа пишење на песнички во моите средношколски денови, па чак и од основна. Секогаш барем тој дел мене ми беше омилен. Каде што добро се снаоѓав, сега целосно го имав тоа нешто запоставено. Животот те носи наваму или натаму, тоа го имав запоставено, па сега во карантинов имавме отпоќе слободно време, каде што можеме нешто да пробаме, да видиме како се тоа ќе биде. Слушањето на музика, како што кажав во една емисија, гледање филмови, мене ми даде некоја си инспирација да можам нешто да створам, да нешто напишам, и тоа нешто ми се чини дека испадна баш онака по мој вкус. Да. А се надевам дека му се допадне и на слушателите. Јас сум сигурна. Мора да ви се допадне, значи, драги наши.
Значи во карантиното што го имавме карантинските денови, секогаш се трудев јас да си кажам или одбираш да веруваш во чуда и дека чуда постојат и да бидеш позитивен и креативен, или па воопшто да не веруваш во ништо и да се свртиш на некоја си друга страна што никој не ја сакаме. Навистина мене ми е драго и кеф ми е што си рекле по прилепски, голем кеф ми е што стварно се реши на еден таков чекор и ја изваде таа своја креативна страна, а ме интересира дали има нешто биографско во текстот. Не. Значи тоа е чисто само од За да има биографско, прво самиот стих, има стих во песната каде што вели вечна љубов беше наша заклетва. Се уште не сум се заколнала на вечна љубов, така да не е моја биографска. Морам само да напоменам да не сватат гледачи дека е целосно мое дело оваа песна. Ова дело не би звучело, не би изгледало така како што изгледа, ако не беше човекот што некако ми подаде рака во оваа сфера и ме насочи и ме упати во музиката, мојот колега Игор Перкановски, голем поздрав и за него. Поздравуваме него и навистина ми е криво што не можеше тој денеска да присуствува, меѓутоа околностите се такви, некој мора да работи, некој како нас ќе ужива и ќе си разговара. Ќе покушаме да ви го направиме денот што поубав денеска. А Игор, да знаеш дека пропушташ многу што не си со нас, али си имаме ние мисли и други. Следна прилика нема да ми избегаш. Поздрав ете и за Лиле. Да, поздрав и за Лиле. Поздрав за девојките Виола. Голем поздрав Тие и се од грижат нас. за мојата линија. Да се навратиме на песната. Значи, тоа што јас го осмислив, прво беше како една мелодија, која што буквално беше со на. А е се тоа на, пошто јас не сум образована музички, некој секако мора тоа да го слушни, па да го склопи, па да дојди до некоја си демо снимка, која што ќе можеме да ја пренесеме во студио. Сето тоа го направивме заедно со Игор и најдоброто што беше, сето се склопи, па песната после беше во студио, да се направи аранжманот. Аранжманот е на Славко Ристевски, голем поздрав до Славко. Голем поздрав и до него, а воедно и таму се снимаше и песната. Точно, во неговото студио во ProSound, негов е микс, мастер, и јас сум презадоволна од неговата работа и благодарност на неговите живци што можеше да ме трпи. Али секогаш имам забележано дека секој од нашите колеги кога кажуваат и кога пренесуваат како некоја песна настанала, без разлика дали станува збор за народната или за поп музиката, секогаш кажуваат дека па останувавме и до 3 саца бајле, па пробувавме, добивме инспирација, па песната не одведе во некој си нов тек. Мислам дека ќе се сложиш и ти со мене дека е доста битно луѓето со кои твориш нешто твое лично, дека стварно треба да те знаат, за да има на крајот успехот е некако неизбежен. Па токму и заради тоа и по трет пат го одбирам Славко, затоа што Славко и за првите 2 песни аранжмано беше негов и студиото исто, затоа што човекот навистина успешно ме долови. Ја прифати мојата идеја и кога, ајде за разлика од првите песни каде што музиката и текстот веќе си беа предходно од друг човек направени, даени, веќе се имаше таја слика и тука јас немав што да мешам прсти. Туку како што ќе испадне од студио, јас слушам, ми се допаѓа, не ми се допаѓа, нешто ќе промениме, но овој пат затоа што моја беше целосната идеја и цело време јас имав некои си замисли, а Славко секоја чест успеа баш како што треба твоите мисли, да го прими, уствари да ме разбери што сакам да му кажам. Така. Ние некако започнавме со пуштање на твоеве песни наместо од првата до најновата, ние од најновата, па сега мислам дека затоа што треба да се промовира заради да, тоа. а сега мислам дека би требало и да ја слушниме омилената песна од Никола. Тоа е твојата втора песна која исто така е со спот. Точно. Со видеозапис како и последнава песна. И откако ќе ја слушнеме, се враќаме назад повторно во студиото за да разговараме и за таа песна. Уживајте.
Vozom 210 pred sebe go gazam, mrako što zaslepuva. Urgente samo kratko te im rečem, ne vreme vodušava. Kožava je bela, usnive se modri, sama su sebe zboruvam. Znak na život imam novo, tvoj to srce, da li te oživeam? Se nožem pa su 0-0 i izgledam ko luda, luda. Krivo moj to dosije, dijagnoza si gospodine. Se nožem pa su 0-0-0, izgledam ko luda, luda, luda. Pa će reći smiri se, no za žal od sebe ja se sakam poveće. Smrzna postana vezdi. Urgente samo kratko će mi rečat, vreme to je se dati. Kožava je bela, usnive se modri, sama su sebe zboruvam. Znak da život imam novo, tvoj to srce, da li te oživeam? Se množam pa su 0-0 i izgledam ko luda, luda. Krivo moj to dosije, dijagnoza si gospodine. Se množam pak su 0-0-0, izgledam ko luda, luda, luda. Pa će reći smiri se, no za žal od sebe ja se sakam poveće. Pa su 0, izgledam ko luda, novo moj to dosije. Dijagnoza si gospodine. Se nožam pa su 0-0-0, izgledam ko luda, luda, luda. Pa će reći smiri se, no za žal od sebe ja se sakam poveće. Со нас денеска во ова саботно попладне се дружиме заедно со Дани Даниела Тик-так. Вие сте на Радио Пела 96,8 FM. Контакт телефон 076 802 595. Слободно јавувајте се за да си порачате некоја песна. Ако имате прашање до нашите гости, слободно може да си поставите некое прашање. Тие се тука да ви одговорат за сева што ве интересира. Никола е тука да ви исполни некоја желба ако ние не ја знаеме, пошто ние не знаеме баш се, не сме YouTube, нормално. Ја слушнавте песната 0 од Дани Даниела и Тик-так. Ме интересира да ми кажеш од старт некоја анегдота од спотот. Дали се сеќаваш? Това беше мојата анегдота. Значи тоа ти остана. А и спомешав тука српски, па македонски, па не знам битолски, па чекај да пробам литературно да зборам. Интервјуто, тоа ми беше целосни лапсус. Тоа е тоа што ми остана во сеќавање од нова. Во секој случај, сето си течеше, си беше како што треба, али ова нешто што не ми беше баш најуспешно. Дефинитивно беше интервјуто на крајот од спотот. Така, можеш да ни кажеш малку повеќе за спотот, како се снимаше, на кој И уште една работа, колената ми се чини уште ме болат од моето паѓање. Од таја цена каде што паѓам, уште ми се чини ме болат, така треснав сето тоа да изгледа. Да изгледа вистински? Вистински и природно. Поздрав. Поздрав.
Поздрав до Благодариме. сите гледачи, слушатели уште еднаш. Да, и поздрав до сите што не пратите во диаспората надвор од Македонија. Ве поздравуваме, ви благодариме на вашата поддршка. Што сте заедно со нас. Никога не ми се слемели. Многу јасно, во живо емисија. Да, Се случуваат може да грешки. работи 300 на сат, сакам толку многу зборчина да ти кажам во една секунда. Ќе успеам, Никола, смеј се ти сад. Продолжи си, Дани. Се ќе биде. А уште еднаш само прашањето, За спотот затоа што ја завршив со анекдотите со колената. Да, малку повеќе за спотот, зашто на вистина како твое првенче беше доста и богат спот и на различни локации се снимаше и имаше некоја си како приказна. Приказна што самиот текст на некој начин си ја даваше. И повторно јас тука нешто вмешав прсти, јас нешто сценарио пишев, па кај да се одвива, што да се одвива, како да се одвива и благодарение на Интелевизија и продукција од Охрид, Интер Австралија, испадна вака како што го гледаме сите. Да, сакав јас малку и на слушателите на радио, оние кои што немаат можност да не видат, да му доловиме за приказната, али сепак со самата песна, како што кажуваш ти, може и таа приказна на некој начин да се прераскажи. Во нула се зборува за девојка, жена која што си е во врска со дечкото, сопруг како и да е. И по некое време се случува дечкото да ги губи чувствата, таја се на секој можен начин пробва да го врати, па не знам, успрема вечери, тоа и дел од сцена, но баш во тие некои такви моменти дечкото е веќе со друга девојка по хотелски соби и така натаму. Таа е скршена од болка, па излегва, пие алкохол и паѓа во колапс. Вози 210 како што си кажува текстот и завршува на ургентен центар, каде што брза помош тука си реагира. Поздрав до Ивана и до Александра кои што ми беа медицински сестри во спотот. Поздрав за Дарко кој што глумеше мој дечко, мојот неверник. Поздрав за Изабела, таја беше девојката со која што ме изневерува, јас сум главна улога. И секако Игор, колегата, беше во овој спот, дечкото што ми служеше алкохол, кој што ми кажа дека не сме да се претерва, затоа што јас доволно со една веќе претерав и завршив на ургентна. А дали е тоа така во приватниот живот? Како сте со алкохолот? Исто. Една пијачка и Малку, две, многу, три, тамар. Две и многу. Ако сум вака во седечка позиција, на вистина две ми се многу, но да сум, да речам, во движење како на работа, успење, па цело време земаш воздух, диши, издиши, што се вика, и побрзо испарува, така да тогаш би можело некогаш и три да се напијам. Но инаку не. Така, а дали, кога сме кај нула, дали некогаш во животот не мора да е тој некој дечко, али ако ти одговара, може, дали некого имаш помножено со нула? Многу луѓе се помножила со нула. Може би ќе звучи нескромно, но многу луѓе сум помножила со нула. Откриваме имиња, не откриваме имиња. Си го заслужиле тоа. Си го заслужиле, не се тука, не се вредни ни да се Точно споменат. Ми сакала исто и да те прашам колку е тешко да се твори кај нас во Македонија, зашто сум блиска со тебе и знам дека помош како помош од страна на спонзорства кај нас ги има навистина многу ретко. Не знам зашто е тоа така и во првата емисија малку разговаравме и со колегите од Кавадарци на таа тема. Навистина мене не ми е јасно зашто во ние на некој начин и во нашите почетоци сме немале некоја си подкрепа од некога, желбата и дарбата и работата с неја имале, али сме немале некоја си подкрепа од некој спонзор да каже ајде за спот за песна, ние сме тука позади вас. Во Македонија, ако спомниш спонзорства, народов некако менталитетот, не знам зошто е тоа така, одма му асоцира на нешто друго. Прво и прво спонзорство. Што се однесува до спонзорствата, до самите спонзори, дали тоа би било бутик за чевли, дали тоа би било бутик за, не знам, за фустани или за било што друго што ни е потребно.
еве на нас како пејачки или на музичарите, на тоа да се облечат костуми, кошули, што и да е. И само да му понудиш. Да ги прашаш едноставно. Дали би сакале да ми бидите спонзор, ќе ве рекламирам како тие од старт го имаат на нивно не, заради што од кај знам, кај нас не може би не сме се уште толку современи, иако е 21 век, ние се примаме од соседството, што се случва по Србија, гледаме Бугарија и така натаму, и сето тоа го му даваме вредност. Сето тоа го употребуваме, а кога треба кај нас да дојди да се подади рака на некој, тоа многу малку се случва, скоро па ич. Секоја чест на тие што успеват тоа да го имат. Но за нас што сме анонимни, анонимни, ајде да кажам, што толку се уходваме во оваа работа, е малку потешко. Да. Еве, имаме поздрав и од Валентина. Валентина, ние те поздравуваме. И се вклучи Игор да не прати. Игор, поздрав колега. Поздрав Игор. Да, поздрав од нас. Поздрав и за Орде, познат кај вас Прилепски Шало, кој што исто така не гледа. Тој е мојот колега, гитаристот. Да. Ти направам јас некоја комбинација од нив двајца без тебе. Да, може и така. Ти без нив, јас со нив двајца без тебе. Може и така, може и секако. Тие ми се тукашни од Прилеп, па ми е полесно со нив да си разговарам и да ги поканам во студио кога ќе бидат слободни. Во сабота мора да бидете слободни. Сабота 12. Фала да ме придружува за да направиме нешто во живо. Да, али ние секако ќе си направиме во живо. Дарил размислуваше за некоја песна. Даде предлог нашиот колега тука, сите ни се колега, сите сме колеги, колешки. Па ајде, јас ќе ви ја направам ова стандард битолска, па може после тоа и да продолжиме со видеото кое што веќе го има на социјални мрежи, ствари на YouTube каналот. А можеш и сега да ја пуштиш заедно да си ја пеа. Со Дани, да си ја пее со Дани. Ако одам во Битола, ќе прошетам по широк сокак, а на дебел чаршија кафе ќе се напијам. Младо смилно ќе си спомнувам. Може рефрен. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, неа не давам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, Битола не давам. Поздрав, драги слушатели, поздрав, драги гледачи. Одиме со песна. Ако одам во Битола, ќе прошетам по широк сокак, а на дебел чашија кафе ќе се напијам. Младо смилно ќе си спомнувам, а на дебел чашија кафе ќе се напијам. Младо смилно ќе си спомнувам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, да ја не давам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, Битола не давам.
Драги наши, се надевам дека уживате во нашите песни што ги бираме за вас и дека ви го разговуваме денот и ова саботно попладне. Поздрав до сите вие што не гледате и поздрав до сите вие што не слушате на Радио Пела на Русија, благодариме Русија. Поздрав и од нас. А сега за вас ќе ви испее Дани уште една песна да ве поздрави. Сите вие кои слушате и кои гледате, едноставно уживајте. Kad mislim o tebi, puna mi je čaša, dotukla me trezno, tužna priča naša. Ne proklinjem tebe, bila si mi draga, napusti nas ljubav, nestade bez traga. Ne proklinjem tebe, bila si mi draga, napusti nas ljubav, nestade bez traga. Neću da ti priznam, ti mi srce rani, iz bašte me tvoje zovu šadrvani. Otvorit ćeš prozor sama i bez sreće upalit ćeš fenjer, al me biti neće. Se nadevам дека е добро и е доволно. Одлично. Поздрав зала, гледам дека не следи, дека не прати. Поздрав Русија, поздрав Ала. Поздрав и од нас. Одбра сега да ги поздравиш нашите слушатели и со машка песна. Знам дека многу често на свирките каде што настапуваш, сама ги пееш и машкиот дел на песни и женскиот дел претежно. Точно така, предизвик ми се машките песни и ми се чини дека некако можеби дека поќе си ги сакам и подобро се снаоѓам во машките песни. Така, а кажи ми што правиш кога забораваш текст? Или барам соодветен збор што ми наликува, да кажам, да го синхронизирам некако, или нешто ќе проморам, па ќе се заборај дека сум поќутила, па идемо дале. Да. А дали имаш, барем јас го имам тоа приметено на свирки, дека кога ние правиме грешки, ретко кога публиката не приметува, сами си се издаваме. Сами се издаваме. Сами си кажуваме дека ние тука си сгрешивме. Еве еден пример што на Пивофест ми се случи. Јас свириме, порачка беше Јовано Јованке и се пеам прва строфа Јовано Јованке и втора строфа си влегвам во Море сокол пие. Ајде во ред, као демек некој микс нешто ќе правиме, сето ќе беше во ред. Ако може би продолжев или со трета песна или да се задржев Море сокол пие. Јас повторно се вратив на трета строфа од Јовано Јованке. И тоа го забележа мајка ми која што беше таа вечер гостинка. Шо прешкерко ми вика, зошто вака? Тоа е мајко, се случува. Поздрав и за мама Валентина и за твојата. За мајка ми, татко ми. Ги поздравуваме сите и дома, да. Ги поздравуваме. Се надевам дека не гледат и не пратат во овој момент. Ме интересира разликата, да ми ја кажеш помеѓу нас и колеги во соседството. Малце кажавме дека имаме доста разлика ние и за спонзорствата и за други работи, ме интересира како колегијалност, тоа некој си дружење, дали мислиш дека таму е повеќе дека се дружат тие отколку ние? Што се однесува до дружбата, барем во оваа сфера, може би во други области е истото, али во музиката почесто, самата конкуренција не дозволува да има некоја си преголема љубов меѓу колегите. Има колеги, колешки кои што се дружат, од соседството веќе гледаме како си се повикуваат на забави, на свадби, родендени, приватно, значи таму пола од гостите му се колегијално. А кај нас тоа тука е многу во помала бројка таква нешто. Да. Многу поретко. Исто така имам и забележано кога некоја колешка нивна или колега има нова песна, тоа и на велико се шернува на социјалните мрежи
и добиваат некако поддршка од нив. А кај нас мислам дека исто како и за дружбата приватна не е баш тој. Имав јас баш изминатово лето од колешка, од Елена Јовчевска, поздрав за Елена. Имав Поздрав за Елена, некој препев од нејзина песна, која што при тоа беше исто карантински изведена, мене баш ми се бенди со песната и зошто да не, ајде нешто домашно, каверче ќе направиме. И баш и тој текст и тој наслов го имав поставено на видеото, зошто и во Македонија да го нема тоа нешто. Во Србија, значи, песната излегла вчера, до следниот ден веќе се тепа кој прв да застани, да испее, да направи кавер и тоа да се слуша. И на таков начин нивните песни достигнат милионски прегледи, а кај нас е тоа многу голема реткост. Чак се плашат што се вика и еден лајк да ти стават на песна, а камоли да испеат нешто твое. Но и публиката е таква. И публиката е таква да му нудиш своји песни. Помладата, например, генерација, еве да кажам што се однесува моите песни, моите се во, ајде да кажам, некоја си по-нов стил. Да. Што може би многу и не му е прифатлив на повозрасната генерација. И тоа нешто тешко успева. Тие си се навикнати на стандард, ова што си го дераме, стил, Стандард, македонски, народни, значи далеко од тоа дека јас нешто имам против или нешто саботирам, но јас ова што го снимам ми е моја желба и се надевам дека кога тогаш ќе си завземи место. Тешко е. Тешко е, али сепак на почеток секој кога почнувала никого не му било лесно, али понатаму мислам дека на некој начин би спратиле порака до младите што би сакале да почнат да се занимаваат со оваа професија нашата, да дадеме дека нешто кога работиш со љубов и го сакаш тоа нешто, со 100% успех секако дека понатаки ќе има, а на почеток секако дека е потешко, али да му на некој начин да му дадеме правец дека без разлика колку нивното да е незамисливо или невозможно, ако го сакат и ако имаат љубов, да пробаат, барем знаат дека пробале. Така е. Никогаш да не отстапуваат од нештото. Ќе бидам прв, нема да пробам. Јас сум во тој поглед, ајде да кажам, може би најчивка, тврдоглава, но имам една цел, имам некоја си своја амбиција која што цело време целам и се трудам да ја постигнам. Тоа е честно и поштено да си дојдам до некој си степен, се секако дека сите сакаме да достигнеме место, но џабе ти е таа слава и пари ако нештото го правиш нешто што не ти е по кеф. Да. А што ти никогаш не би направила за слава? Многу работи не би направила за слава. Пред се, ништо не би направила за да се изгубам себе си. Јас сум таа што сум. Јас сум почнала со најголемата поддршка од моите родители и апсолутно ништо не би направила со што нив би ги устрамила. Така. Зато си ја сакам и зато ми е и другарка. Да си знаете. Одиме сега со мојот, да кажам, брзо прашање и треба брз одговор да ми дадеш. Ќе се потрудам. Сакам да кажам мојот квиз, ама не е квиз, него не е ни брзо зборга, него ја ти поставувам прашање, али за да те опуштам малку, и јас ќе давам одговор на прашањата. Имаш некоја секунда, 2 милисекунди да размислиш што би кажала, али сакам да кажам дека треба да бидеме што побрзи во одговорите. Прво што да ти падне на глава. Сега јас малце, пошто си ги знам прашањава, привилегирана си сум, али тоа е. Хајде. Омилен збор, мене љубов. Среќа. Збор кој не го сакаш. Јас Тага. омразам. Црно или бело? Бело. Ноќен клуб или кафана? Кафана. Група или соло? Соло? Група. Знае. Што е тоа што те привлекува физички, емотивно и духовно? Духовно. Али за секој едно треба посебно. За секој да, посебно. додека размислуваш, мене физички ме привлекува насмевка и очи. Емотивно,
Емотивно, што ме привлекува емотивно, ја не знам. Емотивно сум нестабилна моментално, за да ми текни духовно се. Па со духовно би се сложила и тоа. Исто и мене. Емотивно ме привлекува кога некој е среќен и насмејан, расположен. Првото беше Физички. физички. Погледот. Добро. Куче или маче? Маче. Куче. А што те одбива кај луѓето? Негативна енергија. Негативно. Некоја си нивна зависност, аура над главата што му стои. Да. Кој звук го сакаш? Звук. Секаков звук од музика. Секаков Од звук, секој да, инструмент. Да, исто. И спиленца кога пеат, и музика кога се слуша, се си сакаме. А кој звук те нервира? Висока фреквенција фонија. Фонија исто. Фонијата и Мозок мене мама. исто ме нервира. Која професија освен твојава ја сметаш за забавна? Јас ова сега што си го работам, забавно ми е. Забавно. Мене ми е забавно шминкањето. Ќе те джепнам и за тоа после. Што никогаш не би работела? Ја во канцеларија. Па не знам. Не сум размислувала, се би работела. Лето или зима? Лето. Лето. Омилен број? 3. 7. Се мислев измеѓу 3 и 7, мај 7 нека види. Слава, моќ или пари? Моќ. Кога морам да Пари. бирам. И омилена песна. Проблем паре нема. Омилена песна си дозволив. Си дозволи. Добро, се надевам дека За сега. Моментално. да, Променливо да, е да, секогаш. променливо си е во моментот. И мене исто да си кажам дека си дозволив моментално ми е омилена. Си ја слушам доста често дома, пробувам да ја научам, мада и претходно ја знаев, али сега си ја слушам се почесто, а сега би сакала да ве поздравиме со првенчето на Дани, првата песна, значи како што кажав, со редослед на нејзините песни одиме од најнова па се до најстарата и одиме да ја слушнеме после тебе. Уживајте, драги слушатели. Che preidam noćna nova sun. Alarmira se vo mene, ne mi treba Najnor si, a i si te, čustva se na off. Spremna sam za avanture, za početok nov. Najnor si, a i si te, čustva se na off. Spremna sam za avanture, za početok nov. I dok odlaske se napijam kako što domikuva. Posle tebe ja svoj život pa su ljubena. I dok odlaske se napijam kako što domikuva. Posle tebe pa su ljubena. Na lice ima magnet su za greh. Nove su mi posilna, moj si od svet. Najnor si, a i si te, čustva se na off. Spremna sam za avanture, za početok nov. Najnor si, a i si te, čustva se na off. Spremna sam za avanture, za početok nov. I dok ulavske se napijam kako što domikuva. Posle tebe ja svoj život pa su ljubena. I dok ulavske se napijam kako što domikuva. Posle tebe pa su ljubena.
tebe, posle tebe pak sam ljubena. Драги наши, вие сте заедно со нас. Слушнавме првата песна на Дани после тебе. Дани, забележувам дека во песниве значи никако не можеш да избегнеш љубовта. Па ме интересира како стоиш со љубовниот живот. Иако знам, али морам да прашам. Сингл сум. Сингл. Да. Навистина, од моја гледна точка би си кажала дека со нашава професија е малку потешко, посебно за женско. На колегиве воопшто не му било тешко да се живи здрави. Други времења, други околности, се е сменето. Да. Плюс ова со коронава не ни требаше воопшто за нашиот сингл лайф. Баш така. Ме интересира како би изгледал еден твој прв идеален состанок. Дейт. Јас не сум романтичен. И мене тие такви вечери, свеќи и цвеќиња, иако тоа го има баш и во спотот на нула, каде што припремам романтична вечера, јас воопшто не сум таков тип и мене, например, за 8 март наместо цвеќе, доволно ми е чоколадо да ми дај, затоа што сум љубител на благо на чоколада. Не знам, самиот разговор некако енергите да се спојат. Тоа е нешто што би било идеално за секој индивидуално е сега. Се сложувам потполно. А кажи ми колку професијава те промени? Приватно? Колку ме промени карактерно во смисла да не бидам повлечена на нешта на кои што не треба да бидам повлечена. Например, да си го кажам својот став, да не поќутувам, да не дозволувам некој да го искористува тоа што јас сум била добра и во моментот сум поќутила, туку напротив, да се збунам за се. Да, мене искрено ме промени тоа што и многу понервозна ме направи ова професија. Мислам дека иде таков период, пошто сум постара јас малку од тебе, а после тоа ти иде еден период кога си во лери мува не те лази буквално, она за ништо не ти. Медитација. Да. Си се променуваат некако тие периоди во и кариерава и во животот, така ти иди. Некогаш со нервите сме потанки, некогаш можеме да истрпиме, имаме живци како слон што кажуваат. На свирки доста треба трпение реално да си имаме. На овие стресни ситуации, на овие изминати периоди, ајде и ова со ковидот, како што кажа и ресторанска, кафанска работа, па и не е лесно. Се занимаваш цело време со различни карактери, со јавна работа, со секакви луѓе и треба да си при себе доста цврст за сето тоа да го поднесиш и да биде како што треба. Сето негде мора да излези после тоа. Негде мора да излези. Така, мене навистина ме промени тоа што нема време да не помислат луѓето дека ги тепам дома. Јас имав кажано на моите другарки кои си ги имам и кои ми се и од пред да станам пеачка и од средно школошно си имам другарка и на домашните му им кажав некогаш ако забележите дека славата во наводници, ние немаме некоја си слава, али ајде да кажеме така или парите, гледате дека мене ме променуваат, слободно еден шамар малце на реалноста да се освестам, зашто навистина сме биле од едно ниво долу или си држал некој си нормално ниво и наеднаш заминуваш некој си скалиле, дали со патувања, дали со запознавање на различни луѓе. Единствено што ми е криво што тогаш тој период, сега не ми фали тој период, ми е криво за времето, што нема време да се посветам дома и на фамилијата на моите, што секој празници сме биле ние на работа, сме работеле. Секој викенд кога другарките ми излегувале, јас сум била на работа. Ако не сум во градот, тие не може да дојда на моја свирка па заедно да се дружиме. Добро, веројатно таков ти бил и кругот. Такви личности, моите другарки уште мали се измажија некако и само некако ни се разделија патиштата.
Сега што викаш, не сум била во можност да бидам на собирна матура, но е еден предлог. Здравие Боже, за 15 години матура, можат како музика да ме пазарат нас. Моите школски поздрав. И за Така, нив. поздрави од мене до школските. Затоа што сме ние навикнати на луѓе и на комуникација. Знам дека тешко ти падна, али сепак морам да прашам како го помина тој период со коронава и како издржуваш. Дај некоја тајна, нешто помогни и за мене. Најголемото тешко ми беше во овај карантин и целосно овај изминат период, година и 2-3 месеци веќе се стори. Мене ми е кога слушам музика. И кога сум така завлезена, да речам, ќе си пуштам нешто, некоја си свирка на YouTube, многу пати имаше и лайв концерти од нашите колеги и колешки кои што тоа го правеа. И кога слушам и кога ќе се внесам, и само кратко филм ќе ми помини низ глата, како јас сум го врвела тоа. Па ова песна ме потсеќа на некоја си случка што сум ја поминала. Па таа песна некој ми ја барал. И јас иде буквално до степен да плачам, затоа што навистина ми фали музиката. Мислам дека народот треба да свати дека да, ние се би работеле, но ова наша работа не може секој да ја работи. Точно. За музика треба душа. Треба душа, треба дарба, треба талент. Пред се, душа треба да имаш, да можеш да го чувствуваш нештото, за да го донесиш најдобро што може. Да. Јас доста пати имав коментари од типот леле блазе си ти со твојава професија, секоја вечер си излезена, насмеана, секоја вечер си во различно облечена на штигли, ја викам. Треба стварно нештото многу да го сакаш за да ти биде задоволство. Али да те ставам тебе како моја другарка, еве излегуваш или биле моите другарки на свирка, веќе кај, не знам, 11-12 бара столица, дај да седнам, како издржуваш нозете. Ние тогаш се будиме во 11. Тогаш се будиме. Јас стварно имам проблем со времево, значи 10-11 години работење трета смена на некој начин, на вечер, вечерта ни е ден, денот ни е ноќ. Некој ќе рече не е трета, ајде од 9 до 1, некогаш се случувало да помини и 2 сат да не најди. Но патувањето, значи ти е полно работно време од 10 до 6 сабајле. Да. По градој, низ земјава. Да. Си го придонесува оно што викаш полно работно време. Полно работно време, баш. Стега да си кажам дека, да си повторам за Косава, прекрасно да ми изгледа, беа задолжени му на студио, а за подочњаците си сум сама задолжена, зашто не спијам и кога идам овдека, Никола вика, пак не си се наспијала, ја навистина и денеска се борам да направам ноќта стварно да ми биде ноќ да не можам никако да успеам. Да немаш некоја финта за спиење. Дие за памче. Слава се за лекови некако. Финта за спиење нема, ако сакаш да спиеш, ќе се напиеш седатив или еве на некој моделува пиво, Б витамин, јас пиво не пијам. Тоа ми не пијам. Тоа ми оди, се надевам годинава пиво фест да си имаме, да се напијам пиво. Мислам да се разбериме, не пијам, и јас диазепам, али тоа е општо познато. Да, кај нас од тука во Македонија е познато да си е за диазепам за лекција. Нема нешто ново што имаме ние измислено или нешто како нешто не треба. Сега имам прашање, Никола, до тебе. Дали да си ја пееме мајсторе прво јасита или сакаш да ја пуштиш и ние да си пееме со песната заедно со Дани? И да ги поздравиме нашите слушатели и гледачи. Може рефрен? Може. Директно на рефренот. Директно на рефренот. Мајсторе, душава ми ја разболе, кажи што ми стори, срце што ми гори, мајсторе. Кажи што ми стори, срце што ми гори, мајсторе. Поздрав за сите мајстори од нас. Покрај
мои, навистина нас многу брзо ни поминува времето овдека. Се надевам дека и за мојата гостинка е исто така. Мене барем ми летна овај еден час и некоја минутка. Говориш ми прекинуват. Али Многу брзо не осеќаме така и ова. да, али добро е што не заминавме како на телефон што си знаеме од една тема на 80-то нешто да си разговараме. Да не разберат слушателите зашто правиме муабет. Да, баш се расположивме тука со песнава Мајсторе и ми дојде идеја да те прашам која песна ќе ја порачаш прва во кафана? Кога ќе се отвори и Шта че жена само у кафани? па мислам најнормално. Ние двај чекаме да отвори ја нешто малку од малку. Стискаме палци сите да сте во добро здравје, сите добро да се чуваме али пак малце поќе да си направиме некоја си забава. Да те прашам за планови во иднина кои ти се? Пред се, како што кажа, да останеме сите во добро здравје, сите на број да останеме пред се, да нема веќе вакви тажни вести цело време ова што го слушаме. Да се среди ситуацијава со ковид, па јас и пред да почне короната веќе нешто имавме со колегата, некои си планови, некои препеви на македонски песни, нешто така проект со и други колеги, сето некоја си комбинација да се направи, целата работа застана заради ова. Па ми се чини дека тоа е нешто прво на кое што ќе се посветиме после сето ова. Така. Како ти започна? Имав уште нешто да те прашам за имав да те прашам за крај. Дали постои некое си прашање или нешто што не си била прашана или нешто што сакаш сама да си го кажеш? Имаме многу работи што да кажеме, но пошто ова е забавна емисија и забавна програма и како што кажа да му направиме на луѓето барем малку од малку позитивно да се чувствуваат, така да само со песна ќе кажеме и ќе поздравиме, инаку многу други негативни работи има. Да не ја правиме емисијава како само вистина политичка страна, но многу работи негативни Уствари има. по килажа може да ја стасам колешката водителка со јадење. Како одржуваш, кажа дека Виола се загрижени за твојата линија. Јас чоколадцата си ги јадам. Се грижат за тоа. Се грижат, точно. Поздрав уште еднаш за пред се за Лиле Виола и за чупињата, кои што тоа го прават најдобро. Како се грижам? Па морам да кажам дека јас и многу не сум баш љубител на храна. Не сум редовна во исхраната. Се трудам да бидам колку што можам и да внесувам нешто здраво, ако ништо друго, барем зеленчук, овош е она што може да ме одржи. И вака, со одржавање, козметички салони, а инаку за чоколада да не правиме муабет. Јас воопшто не пазам на благо. И не те прашам Леп не јадам, газирано не пијам, ама благо јадам за све паре. Јас исто, али не знам зошто кај мене има некој си поинаков ефект. Значи јас јадам и салати си јадам, и рибче си јадам, вода пијам доста се газирано, фаќа. се фаќа на мене. Се. Треба да си Тоа е најдам метаболизам и генетика. некој спорт да најдам, да почнам да спортувам, тоа е здраво. Ќе си направиме и песниче за крај, а сакав и да те прашам како си по прашање на пластични или естетски зафати. И дали нешто имаш направено на себе си? На мене немам ништо направено, но апсолутно се согласувам со секој што тоа го прави, се додека е во нормала. Додека не почнале да се изобличуваат. Да го снема личниот опис. Се она што може да те направи среќна, што на некој начин не досега или самото време си го направило тоа нешто, некој си бори или не знам, искривени заби или жолти заби или не знам, проблем со неправилна форма на носот, сето тоа и мали гради, па зголемување на гради, сето е тоа во ред, додека не се претера. Така, да си ги поздравиме слушателиве и гледачиве со уште една песна, па да се одјавиме, може? Да си ги поздравиме Оставам секако. на тебе да мислиш која песна. Ме фативте, не спремна ме фативте што се однесува до песни, но ајде прво тоа што ми паѓа на памет. Може и од твоите, ако ги пуштивме, може и во живо да слушнат гледачите Ти и си спем, слушателите. јас сепак нешто македонско. Може.
Една песна јас да запеам. Тешко ми е да заборавам. Дајте чаша рујно вино, свири тивко виолино, една песна јас да запеам. Дајте чаша рујно вино, свири тивко виолино, една песна јас да запеам. Еј, мила, врати се. Еј, каде отиде? Само тебе јас те љубам, младост моја си. Се ќе сторам да те вратам, само прости ми. Само тебе јас те љубам, младост моја си. Се ќе сторам да те вратам, само прости ми. Поздрав уште еднаш за сите слушатели, за сите гледачи на Facebook на Радио Пела. Дани, јас ти благодарам што беше денеска моја гостинка и што направи чести да те слушнат и нашите слушатели и тие кои не пратат на социјалните мрежи и во диаспората, на секаде во светот. Ве поздравуваме сите од нашето убаво студио на Радио Пела. Да си ги поздравам уште еднаш студио Мона за мојата нова фризура. Се надевам дека ви се бендисува, мене ми е топ. Јас си се виѓам. Имате тука информации за студиото, да си прочитате, да си видите. А јас за крај, драги мои, би ви посакала да бидете со оние што пеат, оние кои зборуваат и уживаат во животот и носат радост во очите и насмевка. Затоа поминат ден со насмевка не е пропаднат ден, туку е еден успешен ден. Сакајте се, смејте се, посакуваме се најубаво. Се гледаме наредната сабота со нови гости и нови случувања од Радио Пела. Чао!